Јаки Акиов, мислам дека од партијата него има демант, го објавиле, ја повикуваат телевизија Сител да не шират лажни вести. Вели по повод видеото што циркулира на социјалните мрежи и известувањето на медиумот Сител за инцидентот на денешната седница на Советот на општина Кочани, ПДПР остро реагира на едностранното прикажување на случката и погрешно информирање на јавност. Советникот Аки Акиов не е единствениот учесник во настанот, недозволиво е да се занемари суштината и причината. Тој континуирано беше прекинуван и навредуван од страна на советникот Васе Алексов, а тој е Васе Алексов македонски, и председателот на Советот Лазо Митев, особено при неговите обиди да проговори за трагедијата со дискотеката Пулс каде загинаа млади животи. Денес советникот Алексов упати крајно навредливи зборови, мржбе говнар кон Акиов што предизвика силна афектна реакција. Без намера во тој момент беше погодена вработена во општината со пластично шише. Зашто Акиов веќе јавно се извини и преку оваа реакција уште еднаш изразува искрено жалење. Овој инцидент не смее да ја засени суштината, долготрајната дискриминација и навреди врз советникот Акиов кој е мета на расистички испади од истиот советник Алексов, зашто веќе е поднесена кривична пријава до ОЈО Кочани по член 394 кривичниот законник. Воедно остро го демантираме тврдењето на Сител дека било фрлено стаклено шише, се работи за пластично шише и бараме медиумите да информираат точно и одговорно без сензационализам. Какво шише е фрлено е помалку важно. Она што е важно е дека не требаше да се фрла никакви шишиња и не требаше да се прават никакви сцени и вакви насилства. Во суштина ВМРО ДПМН нема друга стратегија освен да предизвика инциденти и да рече не сме еве овие вака прават.